Битка за чист чаршаф во клиничкиот центар Мајка Тереза. Трет ден во пералната не работат машините за перење и сушење. Истовремено, работниците штрекуваат поради доцнење на плати. Проблемот со неисплаќањето на платите трае со месеци. Од заеднички служби прстот го вперуваат во фирмата Скопстер, која управува со пералната. Директорот Башким Бакиу со документи образложи дека трошоците за услугите на компанијата биле целосно подмирени и дека пари за плати на вработените имало, а зошто не им се исплатени, останува нејасно. Ние сме наплатиле доволно за да земат плата вработените кои што се во дејноста во пералната. Односно, од прилика, вклучувајќи од 31 декември до ден денеска, ние сме им платиле на компанијата околу 80%, односно 90% од долгот, што практично е доволно за да ги платат вработените во пералната. Надлежните проблемот ќе го решаваат со одземање на ингеренциите на фирмата Скопстер. На владина седница ќе биде разгледан предлогот со пералната да раководи владата, односно службата за општи и заеднички работи. Па утре на седница на влада, една од точките ќе биде анализа на што понатаму со пералната и ќе биде превземена назад во институцијата за да може ние да менаџираме. Точно е исто така е дека во овој период заради законските неможности да се отвори тендерирање, ќе се помагаме интерклинички за да може нели имаме наши интерни капацитети во различни универзитетски клиники за да може таму да се перат вешот, да се пери вешот. Вореден надзор во пералницата имал и од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Констатирано е дека не ги исполнува условите за вршење на дејноста. Во моментов се работи со застарена машини за перење, кои што се постојано во дефект и со тоа се оневозможува иснедувањето на клиниките во делот на универзитетскиот центар, но ние како инспекцијски, како државен санитарен и здравствен инспекторат имаме извршено согласно годишната програма и редовен и вореден инспекцијски надзор и дадени се препораки за отстранување на сите овие недостатоци. Купишта чаршави стојат со денови во пералната, од каде се шири непријатна миризба. Пациентите при операција или хоспитализација во моментов лежат во постелнини кои се перат во некоја машина во рамки на самите клиники, бидејќи сопствена перална има само на клиниката за онкологија и на клиниката за инфективни болести. Пералницата во најголемиот клинички центар во Македонија е во руинирана состојба. Таа ги обслужува интерните и хирушките клиники, односно буквално целиот здравствен центар.